ФИФА разгледува воведување нови правила за користење на ВАР со цел да се намалат судиските грешки на предстојното светско првенство. Според британските медиуми, идејата е ВАР судиите да добијат поголеми овластувања и да можат да интервенираат не само во случаи како голови, пенали и црвени картони, туку и при погрешно досуден корнер, аут или дури и жолт картон. За ова би било потребно посебно одобрение, телото што ги регулира фудбалските правила, но ФИФА може да добие привремена дозвола без да се менува официјалниот правилник. Иако целта е намалување на грешките, дел од јавноста предупредува дека повеќе видеопрегледи може дополнително да го забават над преварот и да го намалат уживањето во играта. Денвер Нагетс и Лейкерс забележаа порази во НБА и покрај блескавите партии на Никола Јокич и Лука Дончич. Денвер загуби на домашен терен од Далас со 131-121, иако ја отворија утакмицата со силна прва четвртина. Маверикс го презедоа водството во втората, а Денвер постигна само 19 поени во последниот период. Дејвис беше најдобар кај Далас со 32 поени, додека Јокич запише импресивен трипл-дабл, 29 поени, 20 скока и 13 асистенции. Лейкерс дома убедливо загубија од Феникс со 108-125. Санси ги предводеше Брук со 33 поени, додека Дончик практично сам ја носеше играта на Лейкерс со 38 поени и 11 скока. Леброн Џејмс запише само 10 поени. Вардар вечерва го игра последниот надпревар од првата групна фаза во Лигата на Европа, дома против францускиот Тулус. Мечот нема резултатско значење, бидејќи Вардар веќе обезбеди пласман понатаму, а Тулус го завршува европскиот настап. Сепак, во таборот на Вардар владее силна мотивираност да се затвори годината со победа пред домашната публика. Марио Стојановски истакна дека тимот е добро подготвен и дека очекуваат триумф ако се спроведе планот на тренерот Иван Чупик. Вардар го доби првиот дуел во Франција со 26-28. Во следната групна фаза Вардар ќе игра против Мелсунген и Бенфика, а тие надпревари стартуваат во февруари. Титулата во Формула 1 за прв пат по 15 години ќе се решава меѓу тројца возачи во последната трка во Абу Даби. По победата на Ферстапен во Катар, Ландо Норис останува водечки со 12 поени пред Ферстапен и 16 пред Пјастри. За Норис титулата е сигурна ако заврши меѓу првите три или ако биде пред двајцата ривали. Ферстапен најлесно станува шампион ако победи, а Норис биде четврти или полошо. Пјастри ја освојува титулата ако победи, а Норис заврши шести или полошо. Ако има ист број поени, пресудуваат бројот на победи, а потоа вторите места, категорија во која Норис веќе води. Холандскиот велемајстор Жорден Ван Форест ја одбрани европската титула во забрзан шах на првенството во Приштина, освојувајќи 11 поени од 13 партии, исто како и лани во Скопје. Во конкуренција од 370 шахисти од 37 земји, втор заврши шпанецот Итуризага Бонели, а трет чехот Плат, и двајцата со 10,5 поени. Прворангираниот грузиец Бадур Јобава заврши 13-ти. Македонија настапи со 33 представници, а најдобар беше Филип Михов, кој со освоени 8 поени го зазеде 74-тото место. Најуспешна македонска шахистка беше Инџи Ајрадиновска со 5,5 поени.